Владата најави дека инвестициите во патиштата ќе бидат високо на политичката агенда во следниот период. Иако во текот на минатата година имаме зголемување на капиталните инвестиции, генералната оценка е дека ова е со бавно темпо, но и дека недостасува политичка подготвеност во носењето на одлуки. Агенда 35, оваа емисија се навраќа на темата за транспортната инфраструктура и на прашањето зошто земјава е се уште црна дупка во Европа. Останете со нас. Недоволно вложување, ама и слаб капацитет на институциите за реализација на капиталните инвестиции, анализа за состојбите во инфраструктурата. Меѓународните финансиски институции сугерираат државата поголем дел од народните пари да ги инвестира токму во инфраструктурните проекти. And I do not tire myself for putting emphasis on the importance not just to build, but also to maintain these things. You want to avoid the problem that many countries have, that they build and then they don't maintain the infrastructure and the investment goes lost. Властите бегаат од вложување во нови патишти и железници, оти тоа не носи поени на контото на популизмот. Останете со нас. Вкупно 130 милиони евра биле потрошени за реализација на капитални инвестиции од почетокот на годинава досега. Од нив, 72 милиони евра потрошило државното претпријатие за патишта за изградба на патна инфраструктура, додека другите 58 милиони евра се трошоци од централниот буџет за останатите капитални инвестиции. Иако бројките покажуваат зголемување во однос на ланските трошења и во патишта и во инвестирањето во останатите капитални проекти, сепак генералната оценка е дека реализацијата се одвива со бавно темпо. Минатата недела при означувањето на почетокот на два проекти, автопатот Миладиновци-Штип и електронската наплата на коридорот 10, премиерот Зоран Заев истакна дека стратешките капитални проекти за патно, железничко и енергетско поврзување на земјата се високо на агендата на владата. Еден од нив е и новоотворениот автопат, решение значено за источниот регион, но и за целата земја, рече премиерот. Оваа нова автопатска врска Миладиновци-Свети Николе-Штип е исклучително важна и за равномерниот регионален економски развој. Се обезбедуваат услови за поефикасен и побрз транспорт на стоките, производите, услугите и луѓето, што е важен предуслов инвеститорите да ја мапираат земјата како стабилна и долгорочна бизнис дестинација која нуди услови за сигурност и мултиплицирање на нивниот капитал. Овој автопат треба да биде слика за земјата која продолжува да се гради, поврзува и интегрира, додаде премиерот. Квалитетно изградена патна инфраструктура, која што ќе представува крвоток на економската активност преку брз проток на луѓе, стоки и услуги, е императив за сите нас. Нашата цел е да ги овозможиме сите потребни услови, меѓу кои квалитетна инфраструктура и секако владење на правото за домашните и странските инвеститори да почувствуваат сигурност и да се одлучат за нови инвестиции и да отворат нови фабрики во кои ќе се вработат многу наши граѓани. Тоа се случува во последните години во државата. Поврзувањето на нашата земја внатрешно, помеѓу градовите, селата и населените места со квалитетна патна инфраструктура и надворешно кон соседните земји останува да биде наш високо рангиран приоритет. Во последниот извештај за напредокот на земјава од мај годинава, Европската комисија го поздравува пуштањето на автопатот Демиркапија Смоквица, како и реконструкцијата на коридорот 10 и на коридорот 8, но истакнува дека недостасува политичка посветеност во носењето одлуки, што ја одложува реализацијата на железничката пруга кон Бугарија. Комисијата забележува дека институциите вклучени во реализацијата на капиталните инфраструктурни проекти треба да ги зајакнат своите капацитети, како и дека земјава треба да се фокусира на реформите за обезбедување на одржливост на инфраструктурата. И според професорот од Градежниот факултет Зоран Каракутовски, на земјава и недостасува подобрување на проектниот менаџмент на животниот циклус на транспортната инфраструктура. Менаџирањето на животниот циклус на транспортната инфраструктура подразбира постапки кои што почнуваат од самата идеја за проектите, преку првичните разработки на проектните етапи, фази, тоа се предфизибилити, физибилити студиите, носење на инвестицијските одлуки, начинот на кој што се носат инвестицијските одлуки, подготовка на проектна документација за градба и тендерска документација и склучување на договори и финалната фаза градба на инфраструктурата и после нејзино одржување во фаза на експлоатација. Морам да кажам дека, за жал, сите овие години се уште не се смогнаа сили за да на ниво на усогласување со
правилници, со технички стандарди, се барем почнеме, не да завршиме со она што владее во Европската унија, затоа што нашите технички стандарди за проектирање веќе железница се од она што беше од бившите југословенски железници, само е преведено на македонски јазик. Каракутовски учествувал во подготовката на Националната транспортна стратегија 2018-2030 на Министерството за транспорт и врски. За реализација на главните цели поставени во стратегијата според Каракутовски, најголем предизвик за државата ќе биде обезбедувањето на средствата за првата стратешка цел – зајакнување на интеграцијата во ЕУ преку завршување на патната и железничката мрежа на паневропските коридори. Ако тргнеме од финансиска гледна точка, најтешко е да ја оствариме првата цел, затоа што поврзувањето на државната патна мрежа со железничката и патната мрежа во регионот, кои понатаму водат до државите од Европската унија, финансиски се најтешки да бидат реализирани. Значи, без помош од европски финансиски институции, од Светска банка, Меѓународен монетарен фонд, мислам дека ние нема да можеме тоа да го направиме. Финансиски гледано, значи тоа е било најголем товар за државата. Меѓутоа, другите видови на мерки и на цели кои што сакаме ги постигнеме, мислам дека треба навистина да постои само политичка волја. Премногу пари не бараат другите. Да речеме воведување на интермодалност. Интермодалност, користење повеќе транспортни системи при патувања од една почетна точка, од почеток до дестинација, до крајната. Значи, најмалку 2 транспортни система, ако се сменат, се ствара интермодалност. Тоа може да се подобри. Зелената мобилност исто така, ако постои политичка желба и волја, исто така може да се подобри. Има низа мерки кои што се наведени во стратегијата што треба да се направи. Пак ќе кажам, најголем финансиски товар ќе биде во следните години до 2030 е реализација на големите проекти од железницата и од патната инфраструктура на коридорот 8, кој што се уште железнички не ни поврзан или со соседните држави. Модернизација на железницата на коридорот 10, изградба на нов автопат од Гостивар до Кичево, изградба на автопатот од Скопје до Блаце, изградба на ниво на автопат на делницата од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајр, изградба на пругата од Куманово до границата со Бугарија, се дел од планираните проекти кои треба да се реализираат во иднина. Воспоставувањето и развојот на трансевропските мрежи и промовирањето на соодветна интерконекција и интероперабилност на националните мрежи имаат за цел целосно да го искористат внатрешниот пазар и да придонесат за економски раст и создавање на нови работни места. Само 6 од секој 100 евра што минатата година ги потрошиле властите од државниот буџет ги инвестирале во капитални објекти, односно за изградба на инфраструктура, лани се потрошиле 197 милиони евра. Но освен овие пари од централниот буџет, дополнително во изградба на патиштата се инвестираат пари преку јавното претпријатие за државни патишта. Минатата година за локални магистрални патишта и автопатите што се во изградба се потрошиле вкупно 130 милиони евра, со што вкупните јавни капитални инвестиции изнесуваат 327 милиони евра. Анализата на податоците за последните 10 години покажува дека за капитални инвестиции се потрошиле вкупно 2,7 милиарди евра, но освен патишта, железнички пруги, училишта и болници, голем дел од парите наменети за капитални објекти завршија за згради и споменици од Скопје 2014, кој што се пролонгираше и по годината предвидена да биде краен рок за реализација во самото име на проектот. Како удел во бруто домашниот производ, реализираните капитални инвестиции од државната каса беа најголеми во 2012 година, кога достигнаа 4%, додека пак минатата година беа најмали, само 1,8% од БДП. Споредено со останатите земји од Западен Балкан, македонскиот буџет за инфраструктура е поголем, но анализата на Светска банка покажува дека тие со помалку пари постигнуваат слични резултати како и ние. Директорот на Канцеларијата на Светска банка во Скопје, Марко Мантованели, вели дека градењето на патната и железничката инфраструктура, но и незино одржување треба да биде меѓу клучните приоритети на властите. In the Western Balkans, in Macedonia, it's very important to fill the infrastructure gap. Macedonia, it's in a unique position. DHL in 2016 identified it as one of the top hot spots for logistics because of its position between the Aegean Sea and the Adriatic Sea and the connectivity. So it definitely makes a lot of sense to put money in this. It has to be done in a sustainable way. That's why I talk about
public investments, including through loans at concessional rates for international institutions, but also considering when and where you can fill some of these needs through private investments or PPPs. And I do not tire myself of putting emphasis on the importance not just to build, but also to maintain these things. You want to avoid the problem that many countries have, that they build and then they don't maintain the infrastructure and the investment goes lost. Една анализа на Светската банка утврди дека земјата треба да одвои по околу 81,5 милиони евра годишно за да го премости јазот во одржувањето и проценува дека за секој потрошен долар за одржување, трошоците за корисниците би се намалиле за $3,5. А за тоа кои се клучните инфраструктурни проекти што мора да се реализираат во следниот период, Мантованели од Светска банка вели. At the top, the large corridors, at the other end, local investments in local roads. Those are the main ones. I would also say that we know that you build a corridor 10, for example, and you save half an hour from Thessaloniki to the border with Serbia, but then the trucks sit there for 5 days. This is an issue that undermines your investment. So thinking about facilitating border crossing and trade is an important element of any infrastructure investment. It's what we call soft infrastructure. And in particular for Macedonia, these are critical investments. Светска банка, која што важи за голем поддржувач на земјата во повеќе области, особено во изградба на инфраструктурата, неодамна одобри нова рамка за партнерство, а директорот Мантованели објаснува кои ќе бидат клучните инвестиции. On the hard infrastructure, we will continue over the next year to support the government efforts in completing the corridors. We are actively involved in building a part of Corridor 8 road. We are also, from the equity point of view, investing about €70 million in local roads and secondary roads to make sure that every community is connected. That's one element of the strategy, but we are putting a lot of emphasis on the soft aspects of connectivity. Last week, together with the new strategy for North Macedonia, we approved also a regional project. Macedonia is part of it, together with Albania and Serbia, for trade and transport facilitation. That's what exactly I mentioned. How to ensure that once a truck gets to the border, for example, spends less time and costs less to cross that border, to facilitate economic exchanges in the region and decrease the cost from the private sector. The third leg of our soft activity has to do with the road safety. 2% of GDP is lost because of road safety in this country. The fatality rate on roads in Macedonia is 50% higher than in Europe, for example. Мантованели вели дека најголемиот предизвик за државата во делот на транспортната инфраструктура е состојбата на патиштата. Според јавното претпријатие за државни патишта, само 60% се во задоволителна состојба, што е недоволно за подкрепа на современа економија. Во владината програма за 10 години се предвидени 3 милиарди евра инвестиции во патна инфраструктура, и тоа за 600 километри автопати и експресни патишта, 550 магистрални и регионални, како и 1000 километри локални патишта. Огромна поважност, заборавена по третман. Темата за транспортната инфраструктура ниту го добива соодветното внимание, ниту потребната акција. Смета Антони Пешев, поранешен министр за транспорт, од времето кога државата ги поставувала темелите на транспортната политика. Тој вели дека многу е тешко да се говори за проблематиката и развојот на коридорите, бидејќи тоа е една од многу ретко споменуваните теми во политиката, но и во бизнис животот. Според него, дури во предизборните кампањи, транспортната политика нема доминантно место, а целиот живот на една држава е врзан околу транспортот и можноста да се движат и луѓето и стоките. Македонија сите овие години како да се наоѓа на слеп полосек, а се наоѓа уствари на пресек на два битни паневропски коридори. Значи на коридорот 10, кој иде од Грција према Србија, и коридорот 8, кој иде од Турција преку Бугарија, Македонија, Албанија
Италија. Значи географската состојба не кореспондира Не кореспондира со фокусот на проблематиката на развојот на коридорите. И морам да признам дека сите останати држави посебно внимание му посветуваат на елементот на развојот на коридорите. Ја не слушам многу често анализи на оваа проблематика, а битни се. Битно е да се разбере дека и покрај тоа што можда не е толку забавно како некои дневно политички случувања во државата, битно е да се разговара заради тоа што оваа структура е битна за развојот на генерално на економијата. И овдека би сакал сега да ви раскажам една приказна која може да ќе биде интересна. Направена е слика на Европа, ноќно време, 2010 година, во која можело да се забележи дека Европа не е осветлена подеднакво. Значи има сегменти на Европа кои се осветлени многу и има сегменти кои се мрачни. И некако тоа ја иницирало амбицијата да се открие која е причината заради неравномерниот развој. Некако светлата индицираат и се во директна корелација со развиеноста на регионите во Европа. Се покажува дека една група од економисти и научници дошле до идеја да го споредат осветленоста на Европа со мапата на стари римски патишта од 117 година кога била Рим многу развиен. Ја поставиле мапата на осветленоста и нашле енормно голема корелација помеѓу развојот на патиштата римски и развојот на државата. Подоцните истражувања покажале дека тие се директна консеквенца на развојот на денешните современи патишта и се во директна релација со економскиот раст во тие периоди. Пешев вели дека овој пример покажува од емисијата на транспортната политика. Не е само просто поврзување на точка А и точка Б, туку дека се работи за посложен концепт, од кој што зависи целокупниот економски и општествен развој на земјата. Иако властите добро го знаат ова, фокусот и посветеноста изостанува. Кои се причините? Што мислите? Освен, да речеме, недоволно внимание, посветување и слично, на што се должи ова неангажираност? Знаете како инвестициите во инфраструктурата немаат невидлив импакт веднаш, нема популизам. Значи во нив треба да се инвестира, а бенефитите ќе ги собирате низ годините подоцна. Некоја друга влада ќе ги собере бенефитите на нешто. И тоа често ви се случува зашто они другите да го земат бенефитот од инвестицијата во инфраструктурата. А од друга страна па државата мора да функционира. Ако земете сега ова што се случува сега, апсолутно мислам дека требало да се случи многу порано. Ако се трне настрана развојот на патната инфраструктура, она што уште повеќе загрижува е состојбата во македонската железница, каде што проблем не се само слабите инвестиции и реформи, туку и фактот што и оваа влада не направи ништо на тема либерализација на железничкиот сообраќај. Повторно популизмот меша прсти. Железницата е голем Бизнес. Не е бизнес, не само бизнес. Железницата запослува многу луѓе. Ако тргнете во некаква си драматична процедура на промена или ревизија на позицијата на државното предпријатие, ќе значи отпуштање, и пак имате. Нашата железница тоа го видела, пазите, не зборам од сега, они повеќе од 20 на години забележале дека треба да влеча и железници да се одвои. Ние знаеме дека треба да се одвои инфраструктурата земјана од операторската функција на железницата. И моментално светскиот тренд, без разлика колку тоа глупо да ни звучи, иде по правец на тоа да земјените линкови, односно железничките пруги, се во собственост на државите и за тоа се плаќа километар тон, а операторите работат по принципот на кој работат авиокомпаниите. Значи, ви имате современиот концепт на превоз со железници, разбира дека еден оператор го зима возот од позиција некаде било каде во Европа и го носи на некоја позиција која не се работи во државата. Доскоро уште имаме концепт во кој националните железници си го превземаат вагоните на секој граничен прелаз. И тоа додатно прави чекање и успорување на движењето. А да не говориме дека Балканот е пун со граници, да не говориме дека Балканот е пун со функционални, нефункционални, полуфункционални предпријатија. А да не говориме тоа. Нестандардни железнички принципи. Југославија дека беше едно, може да имавме некаква хармонизација на сигнализациите. Сега имаме проблем со хармонизација на сигнализацијата по цела должина. Се говори за мултимодални возови, се говори за нова концепција на возење по железници кои треба да бидат апсолутно модернизирани. Во однос на европските интеграции и можноста со влезот во Европската унија да се подобрат овие состојби, Пешев вели дека нашиот став мора да биде проактивен и да не чекаме Брисел да ни ги заврши домашните задачи. И да почнат преговорите ќе помине многу време додека формално станеме членка. До тогаш мора да преживееме, вели тој.
Како тоа практично да се изведе? Ве прашуваме ве за неколку да наброите клучни проекти според вас во инфраструктурата што треба денес да почне да стартуваат за да дадат ефект додека преживуваме. Го споменавте коридор 8, кои се тие другите елементи што треба да се клучат? Еве на пример, кога имате проблем, ќе го споменам Косово, тогаш и сте фокусирани на проблемот, го решавате проблемот. Косово беше отсечено комплетно. Ако се додадете на таа работа дека у комуникацијата со Србија имаат сериозни проблеми, за нив тоа беше отсечена територија без никаква шанса за комуникација. Отварањето на коридорот према Албанија, значи преку Кукс таа линија, еден многу тежок пат кој проаѓа. Што брзо се изгради. Што многу брзо се изгради. И брзината со која они го форсираат патот према нас, укажува дека они ја сватиле потребата за елегантна комуникација, особено према пристаништата. И сега ќе видите дека они ќе излезат побрзо на пристаништата во Драчи и Солун, ќе сватите уствари дека нивната фокусација на патиштата била добра. Она што не го разбираме, на пример, зашто не направивме брза миграција на приоритетите према развојот на овие 20 на километра, 25-6 километра до границата со Косово, а знаеме дека Косово се наоѓа многу високо во нашите економски приоритети, особено заради тоа што имаме во размената голем суфицит. Можеби единствената држава со која имаме сериозен суфицит е Косово и да се искористи моментот. Знаете како ќе помина 10 години и ако чекаме тоа да се деси, може ќе го немаме и суфицитот. Ќе се отворат други граници, ќе функционира друга. Значи моментот треба да се респондира на моментот, треба да се биде патиштата не чекаат освен стратегија, треба да се имаат некои стратешки правци, меѓутоа треба да се респондира брзо. Ако се губите во стратегија, се губите во стратегија и не преземате ништо. Ви благодарам многу за интервјуто. Нови правила ќе ја подобрат борбата против измами на буџетот на Европската Унија, откако стапи на сила директивата за борба против измами на финансиските интереси на ЕУ со помош на кривичен закон. Со усогласување на дефинициите, санкциите и роковите, пропишани за кривичните дела поврзани со измама на буџетот на ЕУ, ќе се овозможи поефикасна работа на судските и полициските власти во борбата против овие видови на кривични дела. Директивата ќе ја подобри ефективноста на борбата против криминалците преку усогласување на пристапите на земјите членки. За подобра заштита на ЕУ буџетот од измами ќе помогне Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител, чија основа за работа е токму новата директива. Инаку Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител ќе има клучна улога во истрагите, гонењето и процесирањето на прекршоците, а новото тело ќе биде оперативно до крајот на 2020 година. Скоро 1 од 6 млади лица во Европската Унија на возраст од 20 до 34 години ниту е вработено, ниту е вклучено во образование или обука, што е вкупно еднакво на 15 милиони млади лица. Ова го покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија за 2018 година. Најниски стапки на учество на млади на возраст од 20 до 34 години, кои ниту се вработени, ниту се вклучени во образование или обука во 2018 година, се регистрирани во Шведска 8%, Холандија 8,4% и Луксембург 9,9%. Спротивно, највисоки стапки се забележани во Италија 28,9% и Грција 26,8%. Во овие две држави повеќе од четвртина од сите млади лица на возраст од 20 до 34 години ниту се вработени, ниту се вклучени во образование или обука. Извоз на музички инструменти во вредност од 1,9 милиарди евра направиле државите членки на Европската Унија во 2018 година, а скоро 2/3 е извоз во рамки на Европската Унија, покажуваат податоците на Евростат. Три главни извозници на музички инструменти се Германија со извоз во вредност од 642 милиони евра или 34% од вкупниот извоз на државите членки на ЕУ. Потоа Холандија со 310 милиони евра или 16% и Франција со 259 милиони евра или 14% учество. Кога се работи за извоз надвор од Европската Унија, музичките инструменти од ЕУ најмногу се извезувале во САД, потоа Јапонија и Кина. Во 2018 година државите членки на Европската Унија направиле увоз на музички инструменти во вредност од 1 милиарда и 100 милиони евра од држави надвор од ЕУ. Скоро целиот увоз е направен од 4 држави, и тоа од Кина 40%, САД 19%, Индонезија 19% и Јапонија 10%. Знаејќи дека поголемиот дел од светската популација денес живее во урбани средини, потребата на свежа храна во градовите е се поголема.
со цел намалување на расстојанието помеѓу производителите и потрошувачите на храна, намалување на загадувањето поврзано со транспортот на храна и намалување на загубите на храна која е лесно расиплива. Едно иновативно решение ни доаѓа од Ротердам, Холандија. Имено се работи за пловечка фарма за крави сместена во водите на пристаништето во Ротердам. Пловечката фарма е со пространа штала во која се сместени 35 крави, кои имаат можност да се прошетаат во соседното поле ако имаат потреба од тоа. Фармата располага со целосно автоматизиран систем за молзење и хранење на кравите. Пловечката фарма е самоодржлива, со пловечки соларни панели кои обезбедуваат 40% од енергетските потреби, како и механизам кој ја собира дождовницата и ја прочистува за користење. Доколку е потребно, фармата е дизајнирана и да десоленизира морска вода. Органското ѓубре е одвоено, со можност да се користи како органска и богата хранлива материја за растенијата, градините и парковите во Ротердам. Поголемиот дел од храната за кравите доаѓа од градот и вклучува остатоци од зрна од житарки од пиварската индустрија, остатоци од компири, трева од игралишта и терени за гол во градот. Капацитетот на фармата е производство на 800 литри млеко на ден, а проектот чинел 3 милиони евра. Следната недела се гледаме со нова тема во нашиот редовен термин 20 часот и 15 минути. Доколку не пропуштите тука, следете не на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Останете со програмите на Македонската телевизија.